Неодамнешните скандалозни изјави и преземени конкретни действија од страна на македонските власти и на некои медиуми против известни руски дипломати и бизнисмени за амбасадорот на Руската Федерација во земјава, Олег Щербак, се фейк ньюс, кои можат сериозно да им наштетат на понатамошните билатерални и традиционално пријателски односи меѓу двете земји. Мне очень жалко. Многу ми е жал дека некои македонски медиуми и поединични представници на власта се обидуваат да копираат методи на некои странски земји. И такви обвинувања се појавуваат кога во некои земји се наблюдуваат некои внатрешно-политички процеси. За овие обвинувања нема никакви докази и факти. Тоа се обични шпекулации и фейк ньюс, како што сега кажуваат. Помеѓу повеќе земји кои што имат воспоставено дипломатски односи со Македонија, имат своји дипломатски представништва, Русија ќе беше најпоследната земја која што може да се обвини во мешање во внатрешните работи во Македонија. Секако тоа има негативни последици врз нашите односи, бидејќи се расипува амбиент на заемно доверба и пријателство кое што се градише децении и векови измеѓу нашите народи. Рускиот амбасадор Щербак, кој денеска по повод Националниот ден на сеќавање на загинатите руски војници во Првата светска војна, им оддаде почит на 10 руски војници кои се погребани на германските воени гробишта во Прилеп, упати апел за мир и разбирање меѓу луѓето. На денешната церемонија од овој настан кој во Прилеп официјално се одбележува од поставувањето на споменикот на загинатите руски војници во 2012 година, како представници од локалната власт присуствуваа само 2 советници, што не беше случај во минатите години, кога делегациите беа на многу повисоко функционерско ниво.